Низа критики за состојбата на политичката сцена, за слабите резултати во борбата против корупцијата, причините за поделеноста на народот, го одбележаа годишното обраќање на председателот Стево Пендаровски во Законодавниот дом. Тој побара од пратениците следната година да ги изгласаат уставните измени, како главен чекор на евроинтегративниот пат на Македонија, но посочи на потребата од широк консензус за сите идни чекори. Според него во секој процес треба да учествуваат и опозицијата, и представници на граѓански здруженија. Власта мора да направи напори во целиот тек на преговорите. Во тимовите да учествуваат и експерти, предложени од граѓанските организации, но и од опозицијата. Таков предлог треба да дојде од најмалку две причини. Прво, затоа што преговорите сигурно го надминуваат мандатот на една влада. Второ, ако не го собереме сиот креативен и експертски потенцијал на едно место, преговорите ќе траат подолго. Зборувајќи за најголемото зло кое го поткопува секој слој од општеството, корупцијата, председателот е дециден дека мора итно и сериозно да се пристапи кон решавање на случаите, кои од ден на ден кај граѓаните предизвикуваат недоверба во институциите и разочараност од невладење на правото. Сите наши напори ќе паднат во вода ако надлежните правосудни органи се спогодуваат со ликови за кои целата јавност знае дека со пари од народот ги имаат обезбедено и своите се уште неродени деца и внуци. Теза која многумина од нас ја повторуваат со години дека нема правда ако нема актуелни политичари во затвор за корупција, но правда нема да има, и се додека се на слобода судиите и обвинителите кои носат скандалозни одлуки зад кои веројатно стојат коруптивни мотиви. И минатата година председателот Пендаровски во своето годинешно обраќање на пиедестал ги стави реформите во сферата на владењето на правото. Сепак, една година подоцна, гледаме дека не само што нема реформи, туку критиките од меѓународниот фактор се повеќе се зголемуваат. Тој и тогаш и сега потенцираше дека останува нашата стара обврска, која неретко не ја почитуваме. Реформите да ги имплементираме во пракса до крај. Сепак состојбата е разочарувачка и не влева надеж дека во брзо време ќе се врати довербата во институциите, ако се продолжи со ова темпо.